Уште една безцелна прошетка на Нимиц на релација Њујорк-Скопје. Може ли и како Македонија и Грција да го решат проблемот со името? Зошто ниту една формула досега позната, двојна или тројна, или оние што јавноста не ги знае, не даде резултати. Дали е време Нимиц да го заврши својот мандат, а спорот да се врати низ правните процедури на Обединетите нации? Тоа се дел од дилемите во вечерашната топ тема на ваша страна, во која донесуваме и еден сублимат на сите досега, барем јавно познати предлози и кованици за името, што биле дел од преговарачката маса. Почнуваме веднаш. Добро вечер, јас сум Боби Христов. Добре дојдовте во уште едно издание на топ тема на ваша страна. Вечниот и непоправлив оптимист, некогаш повеќе охрабрен, некогаш помалку, некогаш разочаран, заврши уште една рунда посети овој пат само на Скопје. Што таа донесе, дали и како беше и дали беше доволно добро испланирана со оглед на фактот што и македонската влада, но и самиот Нимиц мораа да знаат дека оваа рунда ќе почне и заврши само во Скопје поради зафатеноста на врвот во Атина со друго политичко прашање, се само дел од дилемите и прашањата за моите вечерашни гости. А тоа се Љубомир Гајдов, надворешно политички коментатор. Добро вечер и добре дојдовте. Поранешниот амбасадор Ристо Никовски, добро вечер и добре дојде и за вас. И доцент доктор Миша Докмановиќ од Правниот факултет во Скопје. Дојдов, видов и запишав уште една јалова средба. Докмановиќ, очекуван исход? Гледате, мислам дека треба да им дадеме малку време на новиве власти во Македонија, за да може да ги почистуваме ефектите. Меѓутоа, мене ме радува пристапот на новата влада, кој што очигледно на прво место во надворешната политика промовира една нова политика на соседите на прво место. И клучот за нашето интегрирање во НАТО и во Европската Унија лежи во подобрувањето на нашите односи со соседите. Доколку не ги решиме отворените прашања, ние нема да можеме да одиме понатаму, доколку ние тоа се разбира цел во надворешната политика. И во таа насока мене ме радува ова што се случуваше и во односите со Бугарија, и кое што се надевам ќе донесе една нова динамика во односите со Грција, а се во функција да видиме една забрзана интеграција на нашата земја во овие евроатлантски организации. Во таа насока ја ги поздравувам активностите и не би имал толку песимистички став како вие што рековте во најавата. Мојот став произлегува од изјавите на господин Нимиц, кои што ќе ги видиме подоцна. Сакав само овој прв круг да биде токму на ова прашање за сите тројца исто. Дојдов, видов, не победив, не донесов ништо, си одам само охрабрен. Метју Нимиц е еден од најблескавите американски дипломати. По 25 години е бил советник дипломатски на председателот Линдон Џонсон, а во 30 години бил подсекретар за европски политички прашања на Стейт Департмент кај Картер. Значи, со него нема шала, тој не се занесува, нити е премногу оптимист, тој е реалист во прва класа и тој овде пратен со мисија на американците. Неговата мисија да види како размислува новата македонска влада, бидејќи поранешниот режим не сакаше да направи ништо, да тргнеме и кон НАТО и кон Европската Унија, бидејќи на тој начин, као што пишуваше Европската Унија, и имаше заробена од државата и така им беше полесно да живеат. Со други зборови. Пратен или на покана, бидејќи официјално и официјално во најавата од Обединетите нации стои дека доаѓа на покана. Гледате, тоа може да ви каже амбасадоров околу протокол, тоа се формулации, нормално дека не може да дојде во една земја ако нема формална покана, меѓутоа тој дојден тука според моето скромно мнение дека да види како размислува новата влада, што може да очекува од таа влада
затоа што тој веќе знае што може да очекува од грците. Грците на посетата на нашиот министер нов во Атина ја заострија работа. На црвени линии направија црни линии, кои не може ни една нормална суверена влада да ги прифати. Со други зборови, Миту Нимиц тој е само да се увери со добрата намера, добрата волја на новиот македонски врв политички, мислам владин, и затоа сметам дека она сценарио што го очекувавме дека ќе оди од Скопје во Атина, тоа мислам дека нешто изненадување, бидејќи сигурно дека сите знаеле или грците во последен момент го внесоа разговарањето за Кипар во Кран Монтана. Монтана. Тоа беше многу поодамна. Добре, тоа ќе биде и понатаму ќе го дискутираме дали е контекстот на посетата добро подготвен. Господине Никовски, предпоставувам дека вечерва со дел од гостите ќе се согласите само во едно, а тоа е претходната констатација на господин Гајдов дека е Нимиц искусен американски дипломат. Вие на тоа ќе додадете работи по американска агенда, но сето тоа ќе го оставиме за подоцна. Првична проценка на посетата денес. Немој да ме откриете целосно, нема што да кажам јас после тоа. Видите, оваа посета е апсолутно очекувана. Она формалноста дали бил поканет или не бил поканет, мислам тоа нема големо значење. Сите американци што доаѓаат во држава се непоканети, ама кои ќе изразат интерес да дојдат, така поканата следи. Значи, агендата, односно ритамот, динамиката одедуваат тие. И кој ќе каже дека дојде, и не само тоа, тоа е Западна Европа или било кој министер да реши да дојде од Италија, Германија, Велика Британија, Франција, дај Боже да дојде некој така висок. Разбирате, тоа тие сите имаат де факто отворена покана и кој ќе покажат интерес, одма се тоа реализира. Така да тоа не е општо битно, таа форма, мислам. Иако во целина, во дипломатските односи, тоа е важно. Меѓутоа, во конкретниот случај не сме важен елемент во тие меѓународни односи, него сме на еден да речем жртва во целината која третираат како посакуваат. Посетава на Нимиц е резултат на последниве 2-3 годишни подготовки да името како проблем се реши. И тука се вклучени посетите на Ципрас, на Кодзијас, на Вашингтон, следбите на Кодзијас со Нимиц дури во Луксембург, што бара се среќават во Луксембург, значи тоа е една динамика наметната. Да не забораваме дека Обама последната посета беше во Атина само околу името, беше после тоа беше и Кери само околу името, значи Западот е денеска заинтересиран поточно главниот западен фактор да што побрзо се реши тоа име, да се отвори просторот за Македонија да влезе во НАТО и да затвори просторот за Русија. Тоа е таа потка, да речем, таа е позадина на целиот тој случај и нели така дојдоа промени, знаеме како се завршија тие промени, како беа стимулирани и од каде. Сега доаѓа онај завршниот удар кога треба да се реализира нели така, да не речам нокаутот, али отприлike така, Македонија да капитулира, да прифати промена на името. Ајде да застанеме кај нокаутот, бидејќи за нокаутот ќе има да завршам мислата. Значи, беше најавено официјално дека покана има и од грчката влада, на која не ја одговара апсолутно оваа посета, нели така, и на крајот кажа дали намерно отиде Кодзијас на некој состанок, не, тоа е друго прашање. Значи, за среќа, тоа е точно што беше кажано дека грчките црвени линии сега се заострени, разбирате, така да таа наша иницијатива, што е позитивна и према Бугарија и према Грција, Македонија треба цело време да биде иницијатива, бидејќи ние сме жртва на тие политики, се покажат дека студен туш добивме, али треба се продолжи со таа иницијатива и добро е во даденава ситуација што Грција не е подготвена да фати било какво решение, бидејќи тоа се бара од нас е директна капитулација. За старт многу интересни тези, да го слушнеме господинот Нимиц, па ќе имаме основа да разговараме и околу неговите тези и околу вашите почетни позиции кои што веќе во старт се конфронтираат. Well, it's very good to be back in Skopje, and many of you I know. I'm here in my capacity as a personal representative of the Secretary General of the United Nations.
and we've been talking about the so-called name issue for many years now. It's been about 3 years since I've been here, and the last year or so have not been easy to focus on this particular issue, but I'm very heartened that it's getting renewed attention, and it's one of the important regional issues. It's an important issue for the United Nations. It's an important issue for this country, and I've had good meetings here with the Prime Minister and the Foreign Minister. I'm heartened by the fact that there's a serious interest and a willingness to think about the issue. I'll be glad to, well, I should say also that I am also, of course, talking to the other side, Athens. I was going to go today down to Athens, but because the Foreign Minister is tied up with some very important Cyprus talks, we're rearranging the meeting. But it's very important to focus both here in Skopje and in Athens on this issue. To solve this problem, we need progress in general, and that means both sides have to think very seriously about their positions and also listen very carefully to the other side. And I'm heartened here by the Prime Minister and the Foreign Minister being open-minded and open to thinking about this issue. And I've had meetings with Foreign Minister Kotsias. He's a very serious person, and now in a new situation, let's see how it develops. We didn't talk about concrete new name concepts. You know, I didn't come with a new proposal, and the government didn't lay out particular different points of view. We talked about the process. We talked about a more intensified relationship between the two neighbors, and the general position of the government here to open to neighbors and solve problems in the region. The interim accord is an interim accord. I worked on it, you know, in many years ago. It's now quite a few years. It actually works for most purposes, and it's in place, and both countries should observe the interim accord, in my view, as in general they have. The format has changed over the years, and we haven't had meetings of representatives in the last few years. I think it's very heartening that the first international visit of the Foreign Minister here was to Athens. I think that's significant. I know Foreign Minister Kotsias plans a trip here, so I think that we have to consider ways of intensifying the process. I think the next few months we shouldn't expect dramatic action or changes. I don't think it's the right time to make definitive, concrete proposals right now. I think we need a period where the two sides can talk to each other. There can be intelligent conversations. We have a new government here. We have a new context in the region. So I think things will move along, but I don't see a dramatic events in the next few months.
Посредникот во разговорите Метју Нимиц со пораките и впечатоците за тоа што го слушна од македонскиот државен врв и од дел од челниците на политичките партии во разговорите кои што ги имаше вчера и денеска. Не очекувајте драматични промени во следните неколку месеци, не е време за нови предлози. Двете влади треба да се запознаат, да бидат сериозни во својот пристап и така натаму и така натаму. Би сакал да реплицирам на овие басни што ги раскажува амбасадорот, дека Америка прави се да ни го смени името, а дури мислам дека непристојно е ова да ми влезе во збор. Непристојно, тоа е познат по тоа, е непристојно да влезе во збор. Тоа не доликува на интелектуален збор, така мислам. Тоа е познат како тако мислам, али непристојно. Еден по еден, значи нема... Значи зборот басна така... да раскажува басни овдека не е приказни за деца. Кажете му сајте дека тоа не доликува. Нема елементи на навреда и да не предизвикуваме те потребни тензии, да поведам. Значи, Америка од 1991 година перманентно сака да ја помогне на оваа земја да биде сериозна, независна, демократска земја. И има неколку сериозни тука докази. Последен доказ е тоа што во последно време од американска страна се најавува преку генералниот секретар на НАТО дека нашето влегување во НАТО ќе биде забрзано. Зошто? Не зашто сме ние попаметни или подемократи, туку заради сериозното советско порано, а сега руско позиционирање на Балканот. Со кинеските пари да се развие Југоисточна Европа, има опасност да дојде руското влијание на Балканот. И мислам дека тоа ќе биде причина како Македонија брзо ќе влезе во НАТО без да го смени името. Зошто нема да го смени името? Затоа што сите тие големи американски дипломати, Холбрук, Талбот, Хилари Клинтон, Иглбергер, Бжежински, сите многу пати ми рекле што во интервју, па и Метју Нимиц, вие кажете сакате да го смените името или не кете да го смените името. А сега дојде време, еве, неслучено грците ги заоструваат своите линии. Зошто? Да се види дека тие не сакаат спогодба и тогаш Америка ќе му рече на Метју Нимиц да го врати мандатот во Њујорк и тогаш во Њујорк во Советот за безбедност ќе се викне македонски представник, како што е по повелбата на Обединените нации, и ќе го прашаат кој е вашето име, Република Македонија и крај. А овие басни дека Америка сака да не го смени името, Америка сака да не уништи, тоа се прикази за мали деца со кои што бившиот режим ја држеше оваа земја во заложништво и го манипулираше народот. А наскоро ќе се види, ја мислам нема ни 6 месеци да поминат, кога ова што го зборувам ќе се случи. Зашто? Кога последниот пат го интервјуирав као уредник на македонска телевизија амбасадорот Нимиц во Њујорк, му реков, вие као искусен дипломат, што се решавале многу сериозни случаи, можете да утврдите дека имате работа со две тврдоглави балкански магариња и можете да го вратите мандатот во Њујорк и да заврши приказна. А не дека имаме ја трпение, уште малку ќе се обидам да го направам нешто добро. Долго трае тоа трпение, да ги слушнеме и другите гости. Имам посебно прашање околу ова логика на зголемување на, како што рековте, црните линии наспроти забрзаниот влез. Повелите, господин. Иначе, Гајдов секојаш повторува како сите луѓе важни во светот му рекле нешто нему, со тоа се приказни за мали деца, мислам, и не држат вода. Има телевизиски интервју за тоа. Затоа што, видите, може ситуацијата ли да ве замолам да спориме со тезите, не со личностите, секој има свој достигнувања во неговите кариери и карактери. Ми ставате до знаење, него не го прекинавте и не му ставите до знаење дека тоа не е коректно. Па само враќам и наскажено. Вие лично му се обраќате, тој даде... Добро. Видите, прво, мислам, да се вратиме на Нимиц, што кажуваше Нимиц. Него го праша за среќа и што мисли за привремената спогодба. Сите чухме тоа и он ја реафирмираш. Сега ќе подсетам дека на 2 март 2008 година тој истиот Нимиц за радиото Гласот на Америка изјави. Ќе ви прочитам, мислам. Ова е дневник од понеделник 3 март 2008 година. Тоа ќе ја подсетам исто така дека е месец дена пред самитот на НАТО,
каде привремената спогодба више не важеше. А он, за да нема дилеми, вака изјавува. Беа направени компромиси во тоа време, значи 93-4 година, но спогодбата, привремената спогодба заврши. Сега говориме за нов договор и луѓето треба да погледнат што може сега се направи. Знаете, кога доаѓаше, ова може сака да го покажеме на вашите граѓани. Не борите нешто, датумите не ми се вклопуваат за... Не, тоа е 3 март 2008 година, месец дена пред самитот во Букурешт, кога беше јасно кажано дека политиката НАТО према Македонија се менува, разбирате, привремената спогодба која имаше две само позитивни работи за Македонија, едната беше што Грција не призна како независна држава и втората беше што нема да не попречува. И сега втората, значи членот 11, Нимиц вели дека тој веќе не важи, таа спогодба заврши и затоа се случи 2008 година и кога се тврди дека Америка ја промовира Македонија, ја поддржува Македонија, демократија и слично, и ако некој мисли од присутните или пошироко во земјава дека во 2008 година, а и од тогаш во Букуреш, а и од тогаш до денеска, дека нас Грција не спречува да влеземе во НАТО, а Америка сака да влеземе, тој не ги разбира меѓународните односи, разбирате. Ако Америка сака да влеземе во НАТО, Македонија ќе влезе за 3 месеци, максимум, може да 3 недели, разбирате. Според тоа, пречката, блокадата не доаѓа за НАТО нити од Атина, нити од, не знам, било каде, туку од Брисел, а за Брисел стои Вашингтон. Значи, Брисел, сега беше нашиот премиер, јасно му рекоа и Столтенберг и Хан, додека не се реши името, патот за Македонија е затворен. А очекувањата и надежите и да не речам шпекулациите дека Македонија ќе биде примена во НАТО и ЕУ со референцата се надвор од умот. Сега тоа веќе го афирмираше и Атина, и Брисел, и Вашингтон, и така Вашингтон цело време го споменува тоа. Тоа ви гарантирам дека таква шанса не постои и дека Македонија треба да работи на тоа, зашто наша шанса е да играме на таа карта, што нас не гарантира и Хачката пресуда, дека не сме да не попречуваат. Разбирате, Хачката пресуда се однесува за НАТО, не се однесува на некоја олимпијада во Лос Анџелес или Пекинг. Значи, таму вели дека Македонија не сме да биде попречувана, бидејќи Грција како членка на Унијата и НАТО има таква обврска. И затоа ова изјава била на Нимиц да се трне таа настрага, меѓутоа тој договор важи и према тоа обврската и на Грција и на НАТО и на ЕУ е апсолутно реална. Напротив, изјавата беше времената спогодба е тука и таа се почитува, ние сме го менувале форматот на состаноците. Докмановиќ, клучната порака е да не се очекуваат драматични промени, меѓутоа од друга страна впечатокот кој што се создава во јавноста е токму заради овој брз исчекор што се очекува или навестува за влегување во НАТО дека нешто може да се случи. И сега кои се тука опциите? Опцијата за која што говори господин Гајдов за решение или опцијата за влез под референцата, имајќи ја предвид изјавата на Столтенберг кој рече па на крајот на краиштата ние во нашиот заклучок не сме решиле што е взаемно прифатливо решение. Ако вие се договорите за некоја варијанта помеѓу, тоа за нас ќе биде прифатливо. Во ред, значи, нека не ви изненадува новиот пристап. Имаме во нашата надворешна политика промена. Јас не се согласувам со амбасадорот Никовски, не сакам да влегувам во вашите меѓучовечки и лични односи. Дојдовме тука вечерва да зборуваме за националните интереси. Јас не се согласувам дека двете активности Македонија што ги покрена со Бугарија и Грција представуваат студен туш. Напротив, мислам дека тоа е голем успех за нашата дипломатија и тоа е веќе нотирано во Брисел, Вашингтон и другите релевантни центри. Мислам дека вистинскиот пат да одиме напред е да ги подобриме односите со нашите соседи. Ако Германија и Франција можеле да се помират во Европската Унија после се она ништо поминале во 19 век, во Втората светска војна, јас не гледам зашто така блиски народи како што се македонците, бугарите и грците не можат во истата рамка да се помират. И исто така дополнително мислам дека треба да го искористиме прозорот на можности кој што ни се отвара сега. Прозорот на можности се затвори 2008 година во април,
Во март, јас се сеќавам, бев поканет од Романското министерство за надворешни работи, имаше самит на представници на академијата и граѓанскиот сектор како дел од НАТО самитот, еден месец порано, и уште тогаш се знаеше дека на тој самит се знаеше дека Македонија нема да биде примена во НАТО еден месец подоцна, иако јавноста не беше подготвена воопшто. Затоа цел март се форсира информации дека ќе имаме некој прогрес по тој основ, и во таа насока не ја гледам поентата да шириме антиамериканско расположение во земјата. Значи, вие сега имаме различни ставови за ова прашање. Вие, Грција и Америка, имаат 150 години традиционални односи. Да не зборувам од Трумановата доктрина како му се променија односите, и во едни такви околности Америка одлучи нашата земја да признае под името Македонија 2004 година, и тоа трае веќе колку е 13 години. И како можеме да аргументираме дека САД има имаат негаторски однос кон Македонија и сакаат да ја загрозат нашата земја? Јас не се согласувам со вашето гледиште. Меѓутоа се согласувам да само уште една, ако можам да довршам па ќе одговорам, се согласувам дека доколку Грција не се согласи Македонија да стане членка на НАТО и Европската унија, ние нема да станеме членка, и така се околностите. Значи, ова е многу значајна слика. Шпекулациите околу Букурешт има фактографија. Не е наивен американскиот председател Џорџ Буш Јуниор да каже: многу се радувам што утре НАТО ќе се прошири со 3 нови членки. И што се случи? Францускиот председател Саркози, или Шаркози, како му е оригиналното име, тој му рекол на Буш: јас ќе вратам Франција во војното крило на НАТО и ќе ти пратам 3000 француски специјалци во Афганистан, кога целиот Запад те остаи сам да бидеш во Афганистан, да не задолжиш Македонија да влезе во НАТО. Кога се случи тоа што се случи во Букурешт, грците сметаа дека они добиле голема победа, ама добија 3 тешки удари. Излезе аферата околу нивниот долг од 300 милиарди евра, им се запали цела Грција, и американски представник, стручник за човекови права, дојде да види кои се правата на македонците и турците, и првпат во Обединети нации се зборуваше за грчката нетолеранција према македонското и турското малцинство. Тоа е првиот комплекс. Тоа некако се чини како спорадични елементи кои што сега ние се обидуваме да ги броиме како некаква позитива на нашето конто. Овде во детаљи е опишано како Ричард Холбрук го направил договорот во Њујорк, и не случајно го потпишал од американска страна бившиот американски државен секретар Сайрус Венс. И што е најважно од сето, последната реченица пред да се заклучи процесот во Хаг, тунискиот судија ја праша Грција да ми прати Грција писмен документ како гласала во Букурешт. И тоа е она што добивме ние пресуда, со кое што, а не тоа, таа пресуда не е наивна работа. Сега таа пресуда ќе се актуализира. Но до сега не се материализираше. Сега, кој е посилен? Дали изјавата на Нимец или председателот на Америка? Баш тоа сакам да ми кажете. Да. Јас не одговарам обично на прашање, се обидувам да наметнам што поинтересни тези за дискусија. За вас само едно прашање. Дали вие цените дека за лошите односи со нашите соседи е виновна Македонија, или топката сепак и другите? Мислам генерално. Да, генерално мислам дека е тоа двостран однос. Тоа е билатерална дипломатија. Па односите има и од Грција кон Македонија. Значи мислите ние сме еднакво виновни за односите како и Грција и Бугарија? Значи Тоа е двострано, значи ако е двострано, значи е 50-50. Па не е пропорционално. И што значи тоа 90 на 10? Па не, значи во рамките на изминатите 10 години имаше и акти од наша страна кои беа перцепирани како провокација кон соседите. Затоа и односите дојдоа на толку ниско ниво.
Да не ве подсеќам на изјавата на бугарскиот премиер од пред година-две, кога се произнесе за тогашниот премиер. Значи, на најниска можна гранка беа... Дека не комуницираат, тоа мислите? Која е поентата, бидејќи сепак тоа е поентата дека прашање? Македонија е жртва на аспирациите на Грција, на Бугарија, а во последно време се повеќе и на Албанија. И ако ние зборуваме дека ние сме виновни за тие лоши односи, мислам тоа покажува едно неразбирање фундаментално на односите. Бугарија не признава дека има македонци, дека има македонски јазик, Грција не признава дека признава дека сме народ поинаков, разбирате, не признава дека сме македонски, имаме наш народ. Бугарија веќе има албански територии во држава и секој сме ние за тоа виновни, извините, аз не согласувам. Можам да одговорам, се разбира? Да, значи јас имам диаметрално спротивни ставови со вас. Значи, најлошата работа што можеме во овој момент да му ја испратиме на нашите граѓани е тоа да му ја продаваме приказната дека ние сме жртва. Значи, македонскиот народ после 130 години доби собствена држава и треба да се гордее со тоа заедно со сите заедници кои што живеат тука. И ние имаме обврска да го подобриме животот на нашите граѓани, да се помириме со соседите и да живееме интегрирани како сите цивилизирани народи во Европската унија. А под која цена тоа да го направиме? Да прифатиме дека не сме македонци? Тоа и НАТО ни го вели дека не сме македонци. Тоа се ваши тези кои што немаат... Ама јас ме прашам под која цена. Значи тоа се ваши тези. Не, од каде се сега овие тези? Ајде, да трнеме Грција на страна во однос на Бугарија. Значи имаме најави дека договорот ќе биде подпишан на македонски јазик. Не на македонски јазик, тоа нема да биде, македонски, на бугарски и на албански јазик. Тоа се официјални изјави, кои што до овој момент ги знаеме. Бидете сигурен дека... Ја имаме изјавата на нивната вице-премиерка дека македонскиот јазик не е проблем за нив. Дека е уставна категорија. А значи он си уставна категорија. Ние во Уставот може да пишеме дека сме ние свемирци, разбирате. И утре ќе сменим Уставот, тоа нема да постои. Зашто Бугарија сите договори билатерални од Франција до Кина и до Фиџи ги има подпишано на бугарски јазик и на соодветниот јазик. Сите меѓународни договори се подпишуваат на двата домицилни јазици. Зашто Бугарија не сака со Македонија да подпише на македонски јазик? Тука мора да биде уставот и нешто друго. Значи, не има проблем. Сега е најавен проблем. Ако подпише на македонски јазик, ќе ме поканите тука и се избираме целата македонска јавност, ќе јас сум бил во заблуда. Меѓутоа, јас ви гарантирам, еве нека слушат вашите гледачи, дека такво нешто не може да се случи. Не, од каде сега најнаш оваа скепса, бидејќи да не навлегуваме во проценти, меѓутоа голем дел од договорот беше договорен за време на претходната влада, низ тие работни комисии, средби на министрите. И сега една средба Борисов Заев произлегуваат тие тези за наеднаш предавство на државата, а од друга страна имаме официјални изјави дека тоа ќе биде подпишан на стандардниот протокол. Македонски, бугарски, англиски јазик. Зошто да не веруваме во тоа, а веруваме во некои теории, стереотипи кои што сме си ги имали со години и години нанес. Бугарската страна нема да подпише со Македонија јазик следните 10-15 години, да подпише договор во кој ќе стои македонски јазик. Јас тоа ви го гарантирам и пред сите ваши гледачи го застанувам за тоа. Мислите дека блефираше Борисов и Заев? Не знам што блефираат. Тие се повикуваат и министерката нивна се повикува македонскиот јазик го признавме со уставот. Која друга држава е признале со уставот? Уставите се менуваат. Значи, ако смениме уставот, Бугарија нема да не признава повеќе. Видите, тоа се манипулации дипломатски кои ја кријат вистината. Еве, јас ви повторувам, Бугарија нема да подпише договор со Македонија во кој ќе стои македонскиот јазик. 27 дена имаме од денеска за да за друго нешто. Видите, вие спомнавте дека мене припризна Америка под уставното име, дека тоа е ишчеко и така натаму. Јас не го користев терминот уставното име. Погрешно е да го користиме терминот уставното име. Како не призна? Имаме ние државно официјално име. Повторно сам се вклопувате во таа рамка со ограничувањето на важењето на името во рамките на уставот. На нашата позиција не ни користи да го користиме терминот уставното име. Имаме едно име. И кое е тоа име? Република Македонија. Тоа не е точно. Нашето име е Македонија. Тоа не знам во кој акт е тоа утврдено, тоа ќе треба да ни кажете. А што мислите, кој е името на Франција? Републик Франсез? Франција.
А република Значи, може јас да биде, зборувам може да биде за- џамахирија, може да биде монархија, Државите имаат кратки и парламентарна, долги името имиња, на како што државата е знаете. Македонија, а Имаат се друго кратки се и долги имиња. република, вие сте правник, така. Република е политичка додавка, политичка одредница. Али да се вратиме на ова што рековте вие, Америка ни го призна уставното име. Ово е ноември 5. 2004 година, Вашингтон recognizes country's name as Republic of Macedonia. Значи, Вашингтон го признава името како Република Македонија. Не века уставното е точно. Еве вака више вика. Американскиот Стейт департмент споусмен, значи портпарол Ричард Баучер, рече Вашингтон одлучил да и го... Која е поентата, само преминете, бидејќи сообштението одамне го знаем. Не го Јас знаете. се извинувам, не сакам не да бидам непријател, меѓутоа го знаем. Ама не го знаете, што води Која е сообщението? поентата од целото сообштение? Ќе ви кажа зашто ни го признали името. Вели дека Ама оставете зашто ни го призна името. Па Чекај, ние како ама не- дипломатија ама треба да ги важно- искористиме предностите што ги имаме. Тоа е факт, разбирате. Па треба Ali предностите вие да ги знаете дека искористиме. Америка ќе дека прва ќе го призне името, што ќе го договориме со Грција, ако го договориме, аз мислам дека нема да го договориме. Значи тоа е привремено и вели дека и го призна и уставното име пише овде, извините, уставното име на државата како поддршка на Скопје во напорите да го имплементира законот за децентрализација. Ова признавање, значи, тој рече, ќе го поддржи Охридскиот рамковен договор и понатаму ја знаеме содржината. Значи, името ни го призна, само да не успее референдумот кој беше закажан, вие знаете дека вечерта пред тоа беше ова признание, референдумот со кој требаше да се спречи погубната нова административна подобра на земјата. Значи, тие го призна името само да успее тоа. Значи, им беше поверено, така во шахот. Жртвувате фигура за мат, разбирате. Значи, да ни го призна името И со не цел... матира така што ни го призна. Да, со цел, бидејќи во тогаш беа албанизирани Кичево, Струга и тоа се неповратни, разбирате, грешки наши историски. Според тоа, американското признавање не сме да се ставя во друга насока. Ама да му одговорам и него. Па ги господин раскажува басните. Нема мерка, човекот мерка нема. Јас се обидувам да внимавам на времето, да имаме подеднакво време. Чекајте сега, ако сте вие тројца со една Не, јас не сум, јас сум само модератор. И се обидувам да право. Али јас треба да одговарам на двајцата. Не може да имаме се обидувам да ви обезбедам време. време, еве, мора да му дадам право за реплика, бидејќи имам и време за реклами. На сите дебати он најмногу зборува секој. Ќе си реплицирате, работи за Букуреш со која заемајуваат јавноста. Ќе му реплицирате и за тоа, Значи, повелете, господе. Многу е, тоа се бајките на мали дечиња. Не може Америка, суперсила, да направи стратегиски потек, да признае на држава што е суверена држава, после долги години на тегање, значи скоро 10 години беше тоа. А уште еднаш ќе кажам нешто. 1994 година, кога беше тука американскиот начин на генералштабот Џон Шеликашвили, на пресконференција го прашам, што е функција на американската војска во Македонија? Затоа што пред тоа му реков, не случајно денеска ве прати председателот Клинтон во Скопје, кога во Солун 2 милиона грци викаат против Македонија и македонците. Он вели, не е тоа прашање. Еве го прашањето. Што е функција на американската војска во Македонија? Он вели, одвраќач против секој потенцијален агресор врз Македонија. Тоа не може да го каже главниот американски генерал, ако тој има зла намера или ако неговиот шеф, главниот командант, председател, да го праќа во Скопје. Задржете ја мислата, имаме директна обврска за реклами кои што мора да одат во овој момент и се враќаме со дебата. Добре дојдовте назад во студиото. Ристо Никовски, Љубомир Гајдов и Миша Докмановиќ се мои вечерешни гости. Може ли и како Македонија во блиска иднина, или во некое догледно време, да го решат проблемот околу името, би било следното прашање. Господин Гајдов, тука би се вратил на ова малку, ајде да кажеме навидом контрадикторна теза, дека грците на последната средба Димитров, Коцијас ги
доведоа црвените линии до црни, а од друга страна дека ќе следи ова забрзан прием во НАТО. Сега, бидејќи сите сте тука, кој професор, кој сите со одредено искуство во дипломатијата и надворешната политика и веројатно побрзо ги фаќате тие нитки за вакви заклучоци, меѓутоа на публиката веројатно тоа изгледа контрадикторно. Ова е кој јас сум работел 70 година на надворешна политичка редакција. Еве што сакам да кажам. Грците намерно ги заострија своите позиции, бидејќи знаат дека донесена пресуда во Вашингтон и да си го спасат образот пред својот народ, кој што го лажеа со години за нашата агресија, за името и за други приказни. Тоа е нивната стратегија, да се зацрни работава, бараат да го смениме уставот, да го смениме личните карти, да глупости. И една работа многу значена. Во Грција рече Кодзијас една работа што некои аматерски овде аналитичари рекоа, еве добро е што Кодзијас рече дека до сега режимот барал географската одредница да биде идентитетска и за тоа треба да биде географска. Тоа само аматери може да кажат тоа. Кога грците никогаш нема да попуштат нешто што е во корист на Македонија. Никогаш. Како влеговме ние во Обединети нации? Америка ни го спаси името Македонија кога под притисок на Геншер и на Мицотакис во Лисабон на 27 јуни 1992 беше донесена смртна пресуда за нашето име. Ке ја признаеме таа нова држава ако името и презимето нема збор Македонија. Фамозната Лисабонска декларација. Ова што збореше предиска амбасадор. Франција во уставот и пишува Француска република, не и пишува Франција, на Грција пишува Хеленска република, тоа неговото службено име. Значи, он не го знае тоа. Но... Чекайте сега да реплика, што преска барав реплика, не ми давте. Добро, не бете прозван се, дозволите да поставам и јас по едно прашање, како во таква ситуација можеме да очекуваме на кренати линии, потоа да дојде до отстапки, или пак тие полесно се продаваат пред јавноста кога предходно линијата е крената високо? Примерот кој што господинот Гајдов го даде е одличен, бидејќи на Лисабонската декларација, да ги потсетиме вашите гледачи, бидејќи сите не мора да имаат познавање од историјата на нашата надворешна политика, беше донесен заклучок во кој што Европската заедница рече дека ќе ја признаеме државата, меѓутоа по термин кој што нема да го користи името Македонија. И тогаш почна да се развиваат оние идеи како Централна Балканска република и така натаму. Меѓутоа, работејќи доста ажурно председателот Глигоров во тоа време, веќе 1993 година Македонија успеа да го зачува терминот Македонија и влезе во Обединетите нации под привремена референца која се испостави дека е совршена. Гледате, сите политички елити се фатија ко пијани за плот во контекст на привремената референца, испадна дека е совршено решение привремената референца, еве и за продолжување на нашите интеграции понатаму. И сега ќе ви кажам зошто. Моментот кој што воопшто не се отвара во нашата јавност. Прашањето на името не е прашање на името, туку е прашање на придавката. Идентитетот. Бидејќи од ФИРОМ, вие не можете придавка да изведете. И на тој начин тогашното раководство македонски успеа да го зачува, бидејќи од поранешна Југословенска република вие придавка не можете да издадете. Но може од горна, долна, северна, ќе ги слушаме значи, подоцна сите имиња мора кои да се беа во води оптек. сметка и тоа вашите гледачи треба да... Затоа е привремената референца добро решение од 93-та, бидејќи не можеме придавка да изведеме и од долгото име, ниту од скратеницата, иако ние формално скратеницата не ја... Скратеницата е навредлива и безмислена, не ја спомнувате скратеницата. Меѓутоа, патот треба да води кон конечно решение. Тоа е кратенка измислена од Грција, јас се цитирав да се тргне. Уште еден момент, Боби, ако дозволите, уште еден момент, чисто да го илустрирам односот на предходните власти во поглед на преговорите за името. Не, нема преговори, се медијација, нема во ред, тоа се клучни разлики. Сега, поентата ми беше, нашата држава одлучи
нашиот амбасадор во Вашингтон да биде и амбасадор во најмоćната држава во светот и да биде преговарач за името. Не преговарач. Он е делегат, он е офицер за врска. Неговото официјално име е пратеник на Република Македонија во разговорите за разликите околу името. За разликата? Нема разлики, разлика. Сега тие детали ние мораме да ги поедноставиме. Знаеме сите дека е пратеник, меѓутоа... Од друга страна, јас не ја гледам, не го гледам политичкиот резон, вие тие две функции да ги споите во една личност, без оглед кој е тој, ако нас прв политички приоритет не е да го затвориме тоа прашање. Самата Грција има еден човек кој е надлежен за тоа прашање. Тука сте во право. Тоа мислам дека тоа е мојата порака до новите власти, ќе мора првен со тоа за да испратиме порака дека сакаме да го затвориме прашањето. Рековте да нема антиамериканизам. Нема никаков антиамериканизам. Зборуваме преку факти, разбирате. Јас ви прочитав само што викат американците, значи Америка е фасцинантно општество, меѓутоа во политиката према Македонија прави кардинални грешки и де факто она што го прави ја руши ова држава од корен. Беше спомнато тука дека во 1994 година генерал отрекол дека американските војници, тоа е умпреде веројатно, мислите, дека биле да штитат Македонија. Тоа не е точно. На пресконференција пред 500 новинари. Тоа не е точно, може да лаже човекот. Според тоа, чекайте да ви објаснам. Не, еден ситен дипломат ќе каже дека лаже американски генерал. А мислите не лажат американските генерали, мислите? Лажат 100%. Сега не може да конкретно случај не било тешка. На генералштаб на американската војска. Сега ви кажам зашто. Сега ви кажам зашто. Сега ви кажам зашто. Аматерска работа. Немаш да ја молите. Не е тоа детска, тоа е многу сериозна работа. Само прашај дали некој разбира или не. Знаете, умпреде војниците беа пратени за да ја чуваат границата према Албанија и према Србија, значи албанските делови, и тоа беа информации дека Милошевиќ спрема напад на Македонија да влезе и тоа беа чувана од напад на де факто на Милошевиќ, односно интервенција во Македонија. Да оставиме тоа настрана. Америка ги призна многу брзо сите 20 нови држави што беа после распад на Советскиот сојуз, Чехословачка и Југославија. Само Македонија не ја призна. Додека ги призна Љубљана, Босна кај што имаше војна, и ги призна Словенија и Хрватска, разбирате, Словенија, Хрватска и Босна и Герцеговина во март, во април 92 година, 7 април. Во август, 7 април, во август имаше амбасадори во сите три. Знаете колку години, колку време требаше да ја призна Македонија? 2 години после нив. Знаете ли колку години требаше да отвори дипломатски односи после 3 години? После 4 години дојде американскиот амбасадор Кристофер Хил во Македонија, после Загреб, Љубљана и Сараево. А тие ни паќат 200 војници да чуваат Македонија. Каде е тогаш сите оние значајни документи, например, каде го гледате тогаш договорот за стратешко партнерство кој што многу малку земји го имаат, а знаеме што тоа не е договор, тоа е меморандум кој нема никакво значење, и потпишан после Букуреш 2008 година и тоа беше де факто некоја утешна награда која ни ја даде председателот Буш, бидејќи председателот Буш не беше изигран од Саркози или од било кој друг, он беше изигран од својата администрација. Он беше на заминување, он да останеше, да беше на почетокот на мандатот, ќе ја признаеше Македонија. Он беше на крајот на мандатот и неговите го отпиша и работеа за пост. Дозволете да само да завршам мислата. Мерка нема. Ама чекайте, со мене ми кажете на време. Ама чекайте, вие сте тројца, зборувате иста линија, јас сум сам. Тие зборуваат по 2 минути, јас прашувам, а вие зборувате 4 минути. Не, мерка нема. Ставете сад да вериме. Часовникот е пред мене, мерам, господине Николски, али мерете и на другите времиња. Мерете и на другите времињата. Значи, Америка не призна после 4 години нас, разбирате, и прати амбасадорно со после 4 години, што ја покажува вистинската политика на Америка према Македонија. И во Букуреш, откако изјави Сабајлето денес на денот пред самитот Буш дека ќе ја призна и Македонија, ќе влезе и Македонија, вечерта имаше средба со турскиот председател Ѓул во која го молеше да не постави услов или трите или никој. Значи, тој виде дека извиси и го молеше
џул да ни не треба помине. посебна емисија ако ги елаборираме сите информации, бидејќи јас го следев самитот, различни информации доаѓа, се случи тоа што се случи. Сега сме тука да видиме што е тоа што може да го откочи овој процес и да ги помрдне работите нанапред кон некакво решение кое што ќе значи и деблокада на евроатлантските интеграции. Значи, кога гледаме големата слика, во таа голема слика има Америка, има Русија, има Кина и сега со победата на новиот француски председател и Европа, мислам, ќе стане сериозен фактор меѓународен. Америка сака да го спречи доаѓањето на Путинова Русија на Балканот. И тоа ќе биде докажано, како што кажав на почетокот, да не се цитирам јас као амбасадоров, дека тоа ќе биде докажано со влегувањето на Македонија во НАТО не под привремена референца, пошто Грција никош нема да прифати тоа, туку преку одлука на Совет за безбедност. Затоа што договорот потпишан во Њујорк на 13 септември 1995 година е договор за Грција да и се спаси образот, бидејќи заради затварање на границата со Македонија, Европската Унија ја стави Грција како председавач на судот во Страсбург дека го грши Европскиот устав. И тогаш почна да паѓа и да довршам уште две реченици, да не ми влегува невоспитан узбор, и две реченици да довршам. Прво, дека тој привремен договор беше запечатување на грчката агресија да не попречува и да го одложува. Но мора да кажам само 3 недели по онаа срамна резолуција од Луксембург, од Лисабон, на пресконференција овде во Скопје, го прашав британскиот министер Далиас Херш, што беше председавач на Европска Унија, зошто вие ја послушавте Грција, имавте агресивен став према Македонија дека има територијални претензии. Он падна уфек, почна вика, тоа не е суд, ние сме политичка одлука. Добро велам, дали можеме ние сега да аплицираме да не примат во Обединените нации? Не, рече, Франција и Британија, како постојани членки на Совет за безбедност, имаат обврска да ветурат вето. После 15 дена во Лондон на конференција за Европа, во кабинетот на Григоров видов од Светска банка еден тефтер, кај што пишуваше Светска банка, Блиски Исток и Европа и со големи букви бивша Југословенска република Македонија. Добро, и доаѓаме до едно прашање, ќе ви дадам значи, Америка не го спаси името уште 92. До моментот или потребата, теза поставена и во генералната најава, Нимиц да го врати мандатот и целиот процес да се врати еве низ овие правни лавиринти, теза која што во последно време ја промовира и ја застапува и првиот македонски амбасадор во Атина, господин Љупчо Арсовски, да ги слушнеме неговите аргументи, па ќе продолжиме. Не е вистинско време за дефинитивни конкретни предлози. Ова е пораката на посредникот за преговорите за името Метју Нимиц. Дојде во Скопје си замина, без да има средби во Атина, порачувајќи дека не очекува драматични поместувања во однос на преговорите за името. За поранешниот амбасадор во Атина Љупчо Арсовски, потрошени се сите политички ресурси за решавање на спорот за името и потребен е нов пристап. Се чини дека овој спор, кој трае веќе речиси 2,5 децении, ги искористи сите можности да биде наметнато како политичко прашање. Сите тие прашања од аспект на од политички аспект веќе не постојат. Не постои опасност од север, не постои редентизам, да го потврди грчката страна, што значи дека ова прашање очигледно дека треба да добие нов импулс, нова димензија во начинот на решавањето. Иднината на спорот за името Арсовски не ја гледа пред политичките, туку пред правните институции. Овој тек на разговори на ваков начин може да оди во недоглед и тој треба честно да го врати мандатот, да ги извести Обединетите нации дека двете страни не можат да дојдат до заедничко решение и дека ова решение како политичко решение е веќе завршено. Треба да се пристапи кон еден приод од правен аспект. Тука е и одлуката на Хаг,
дека ние како земја ги исполнуваме сите услови и не можеме да наштетиме на ниту еден сосед, што говори и во нашиот приод за добрососедска политика. Днешниот амбасадор смета дека Грција во моментов избегнува преговори за името, бидејќи се наоѓа во неповолна положба. Подкажувањето од оваа посета ја гледам во тоа дека Грција не е повеќе заинтересирана интензивно да размислува за ова прашање, бидејќи изгледа дека не и одат во корист прво нашето големо залагање и големо отворање, како што има тоа што би се рекло во шахот, и еден голем интерес на Брисел и Соединетите американски држави за одржувањето на безбедноста во регионот, што е основно прашање, а тоа може да биде само преку влез на Република Македонија во НАТО, за кое двете земји, првата страна Грција и втората страна Република Македонија, се договориле во времената согласност, која се уште е на сила, која за жал во Букуреш беше тргната на страна, меѓутоа членот 5 последниот став точно ја прецизира постапката за наш прием во овие две организации. Грчките медиуми деновиве го пренесуваат ставот на Арсовски во однос на прашањето за името. Имаме примери кај самата Грција. Да, во одредени организации се евоа како Грција, како Хелас, како Хеленик Репаблик и така натаму, што значи тука ја гледам можноста за едно изнаоѓање на едно заемно прифатливо решение, но никако со црвените линии, ерга омнес и така натаму. Според Арсовски, чекор напред во решавање на проблемот е желбата на новата влада да ја врати Македонија на пат кој не е УИ НАТО. Тоа беше амбасадорот Љупчо Арсовски и идејата за враќање на мандатот и префрлање на проблемот во тој правен терен во Обединетите нации. Во книгава што ми ја подари Холбрук, кај што тоа е всушност негова автобиографија политичка, тој го прашав како го направил договорот, тука детали има тој привремениот, тој вели на 7 години и беса македонска дека нема да барате промена на бивша Југословенска, имате право да барате, пошто тоа е ваша суверена одлука. Ако има 817 Совет за безбедност резолуција на 7 април 1993, кога изминат 7 години, има клаузула во договорот, што никој нече да го прочита, дека Македонија може да каже, поминаа 7 години, ние тој дел за името не го признаваме веќе и после 365 дена само ќе се потсети генералниот секретар на Обединетите нации дека нашето име е Република Македонија и нема спор со грците. Со тоа ќе им се спаси образот. Ова што го реков ја, дека Америка ќе донесе одлука во Совет за безбедност, со тоа ќе им се спаси образот на грците, што е за Австрија работава сега и во Атина. Докмановиќ, пресудата од Хаг не се материализираше. Сега слушаме и некои идеи, не е само ова единствена за враќање на мандатот, има и покренување на друга идеја, покренување на прашањето пред Советот за безбедност. Од друга страна го имаме ставот на Грција дека името е географско, а не идентитетско прашање, не се споменува веќе во безбедносен контекст. Ги имаме оние мерки на градење на доверба за кои што дел политичарите ги поздравуваат, меѓутоа дипломатите знаат да кажат, дел од дипломатите дека се излишни, бидејќи и самата времена спогодба всушност голем дел посветува на тие мерки за доверба. И сега како во овој петоаголник од различни елементи да се утврди правецот. Има една арапска поговорка, вели нешто ако се случи еднаш, може да се случи уште еднаш, може нема. Меѓутоа, ако нешто се случи 2 пати, сигурно ќе се случи 3 пати. Значи, Македонија во изминатите 25 години издвојува 2 правни победи со Грција. Првата правна победа беше мислењето број 6 на арбитражната комисија на Роберт Бадинтер. Таму беше кажано дека меѓу другото, Македонија ги исполнува критериумите за признавање и дека не представува користењето на името Македонија закана за безбедноста на среден и долг рок, како што аргументираше Грција. Втората правна победа е пресудата на Хаг. Меѓутоа, за жал, ние може да веруваме дека ова е правен процес, меѓутоа не е правен процес, ова е политички процес и тој ќе биде
разрешен еден ден на некоја преговарачка маса или маса за разговори, како што инсистира амбасадорот Никовски. Јас мислам дека форматот не е толку битен. Она што е битно е да се свртиме кон иднината и да направиме се што можеме да ја подобриме работата. Лично сум убеден дека во тој форматот на преговори кој да е определен, битно е да има силно американско учество. Тоа оди во наша корист, како што покажа во и Холбрук и неговата мисија. Претходно би се навратил, ве молам во да ми дозволите, јас мора да интервенирам за неколку работи кои што не кореспондираат со фактите, беа изнесени во контекст на улогата на Соединетите Американски држави признавањето на Македонија. Значи, Словенија, Хрватска и Босна и Херцеговина беа признати на 7 април 1992 и истиот ден тогашниот председател Буш упати писмо до председателот Григоров. Вие предпоставам дека сте информирани, бидејќи бевте во Министерството за надворешни работи и сте можеле да влијаете на одлуките кои што се носени. И во тоа писмо, господине Христов, Буш го користи нашето официјално име Република Македонија и вели таму, ве замолувам, што е побрзо да ги отклоните разликите кои што постојат со нашиот сојузник Грција, што ќе ни овозможи на Соединетите Американски држави да признаат вашата држава. И го користи и Република Македонија. Признавањето од страна на Америка доаѓа во февруари 1994 година. Дипломатските односи се воспоставени после привремената спогодба, е заедно објавено воспоставувањето и мора да кажеме определени факти. Кога Америка соопштува дека ја признава Македонија, во Солун се организирани насилни протести пред американскиот конзулат и антиамерикански транспарентни. Дури мислам дека и локалниот митрополит удирал по влезната врата. Тоа е опишано неколку книги што се објавени во тој период, така да мора да водиме сметка за фактите, бидејќи ако ги не ги интерпретираме соодветно, ќе испрати погрешна порака кон јавноста. Не гледам причина тоа да го правиме во овој момент, бидејќи нас Америка ни е потребна на наша страна за да ја завршиме работата. Пошто ја не гледам дека ние надвор. Значи, мене ми е одлична идејата да Македонија да биде неутрална и да имаме едно развиено економско општество као Швајцарија, меѓутоа ние немаме капацитет за тоа во овој момент. И надвор од овие две интеграции не ја гледам едината на државата. И вие не го спорите таа потреба од влегување во НАТО и таа интенција која што постои и е впрочем стратешка цел. Меѓутоа, за разлика од другите двајца гости, сметате дека сето тоа што го прави и би го правеле Соединетите Американски држави, за кои што тврдите дека стојат и зад мандатот на Нимиц, е со лоши намери. Тоа е факт. Видите, лоши намери. Лошата намера. Видите, нема тука лоши намери. Во прашање се интереси, разбирате. Нема држава да има лоши намери на голема Западна Македонија, тоа е смешно во суштината. Сега ги прочитам еден тоа е колумна во Нова Македонија во 2015 година. Колумните долго траат. Не, една реченица само. Бошко Јакшич вели, некогашниот американски државен секретар Сайрус Венс на почетокот на 1990 години го праша тогашниот председател на СР Југославија Добрица Ќосиć што мисли колку ќе потрае Македонија. Тука е суштината зашто вие го минимизирате тоа. 2 години после другите две републики не призна, после 3 години, де факто, или скоро 3 години, воспоставија дипломатски односи. Амбасадата ја отворија после 3 години, амбасадата патија после 4 години. Имаше канцеларија за врски дипломат. Ама имаше во Сараево, кај што имаше војни, имаше амбасада. Значи, видите, вие сте правник и се занимавате со меѓународна политика, суштината на меѓу две односи се дипломатските односи. Ако вие некого не го признавате дипломатски, може да бидете војници, бидете цела армија. Таму вие не го признавате. Значи не го признавате, а видите Сайрус Венс прашал во име на американска држава. Може ли да не се враќаме на минатото, а да одговориме на прашањето кои се задните или лошите намери на американската дипломатија во однос на Македонија? Американските интереси во регионот се концентрирани на албанците, разбирате.
Тоа е резултат и на војната во Југославија, резултат на политиката на Милошевиќ, кога едини албанците се бореа против ѓаволот од тога што е Милошевиќ и почне на соработка едно стратегиско партнерство кое е трајно и долгорочно. Резултат на тоа е бомбардирање на Белград, надвор од сите закони, разберете, надвор од сите меѓународни правила. Пак се враќаме на историјата, јас ве прашувам за овој момент. Но правилно, са ви кажам која е причината, ви прашате која е причината. Значи, нивните интереси налагаат дека тука треба со други да се обработуваат, а ние сме оние што сме спокарани меѓу себе и со кој нема да преговара, затоа што значи тука има суштина, да не постоиме, да не снема, да го Не може да не снема, не може да не измишлат, може само да не прекрстат, разбирате. И ова што велите вие решавање, секој проблем се решлив, за недела дена решлив. Прашај само кој ќе даде концесии. И од нас се барат концесии кои се надвор од убот. Треба да се прекрстиме да признаеме дека не сме тоа кои што сме, разбирате. И она што беше речено тука дека преку кинескиот инвестиционен фонд Русија ќе пенетрира во регионот, тоа е смешно, мислам, надвор од умот. Значи и Русија да го затвориме тој проблем. Русија во меѓувреме користи таа ситуација која е грешките на Америка, се јавува со некои соопштенија, ама ништо конкретно не превзема. Така да руска опција во регионот нема, за среќа или за жалост, нема. И тие сега спинови кои изборуваат дека Русија влегува тука и дека ќе земе Македонија, тоа за среќа или за жалост нема, бидејќи такво нешто нема и нема таква руска политика. Но да се вратиме на Нимиц, оваа тема е на Нимиц, нели така. Нимиц имаше еден долг интервју на 360 степени на Алсат. Ништо повеќе, ништо помалку, него минимизирам интервјуто, тоа што го кажа овде. Али има работи кои не ги потенциравте вие. Меѓу другото, тој рече, ќе ви го цитирам повторно да не биде измислица, рече, ќе ви кажам, рече дека може би е дојдено времето повторно да се разгледаат причините за загриженоста во периодот кога почна спорот. Вие знаете дека тогаш беше безбедност, идентизам и така натака. Тоа е една изморедна порака Нимиц. Нимиц е добронамерен човек. Он, знаете, во Обединетите нации, он нема буџет за неговата мисија. Тоа покажува дека он е таму само како еден гостин, разбирате. Де факто целиот процес го води некој друг. Тоа е тезата дека целиот процес го водат Соединетите Американски држави. Тоа не е спорно. Одиме на уште една кратка пауза и се враќаме со завршните поенти. Топ тема на ваша страна, посветена вечерва на перспективите за проблемот со името и пред завршните зборови на моите гости едно интересно подсетување за тоа кои се варијанти во изминатите години биле ставани на маса. Дипломатите и оние што учествувале во преговорите зад затворени врати велат дека ги има над 100, но има и научни трудови во кои се сублимирани еден мал список на околу 20 кованици кои што низ годините биле ставани на преговарачка маса. Кои се? Горна, долна, нова, демократска, со загради без наводници, на македонски или на латиница, без официјален превод. Спорот со Грција околу уставното име на нашата држава трае веќе 25 години и во овој период на преговарачката маса беа преку 20 предлози за името, покажува истражувањето на професорот Светомир Шкарич и група автори, објавено во книгата Прашањето за името, Грција и Македонија. 1992 година, поранешна Југословенска република Македонија. Ова е официјалното име на Македонија, под кое нашата држава е примена во Обединетите нации. Останува дилемата, зошто оваа долга и непотребна кованица не беше редуцирана на Македонија, туку на Фиром, која се уште се користи во Обединетите нации и меѓународните односи. 1992 година, Република Македонија Скопје. Тогашниот премиер на Грција, Константин Мицотакис, овој предлог му го соопшти на председателот на собранието Стојан Андов на средбата која се одржа во февруари 1992 година во Давос за време на Светскиот економски форум. Овој предлог го поддржа и тогашниот медијатор Сајрус Венс. 1992 година, Независна Македонија или Словенска република Македонија. Ова беше неофицијалниот предлог за името во Пинјеиро пакетот, кој го доби името тогашниот председател на Европската комисија, португалскиот министер за надворешни работи Жоао Пинјеиро. 1993 година, Нова Македонија.
Грчките медиуми тврдеа дека овој предлог им бил шепнат од високи извори во Атина и дека е едно од трите имиња кои ги предложил медијаторот Сайрус Венс. Подоцна, лордот Венс и Овен потврдија дека ова име било размислувано како опција. 1993 година, Република Македонија во заграда Скопје. Наводно, предлог на тогашниот претседател Киро Глигоров, кој официјално го соопшти медијаторот Робин Онил. Објаснувањето било дека со Скопје во заграда би се избегнала замката општо прифатеното име за државата да биде Македонија, а не Скопје. 1994 година, Славо Македонија. Повторно станува збор за неофицијален предлог, кој го објавија медиумите на кој наводно им бил сервиран од спикерот Андов. Наводно, на овој предлог не би се спротиставила Грција, бидејќи тоа бил официјалниот назив на македонското малцинство во Егејска Македонија. 1994 година, Северна Македонија. Клаус Кинкел, шеф на германската дипломатија, во август 1994 година ќе даде план во 6 точки за решавање на спорот со името. Во овој план имаше уште една алтернатива – Нова Македонија. 1999-2000 година. Горна Македонија. Грчкиот премиер Костас Симитис, кој е во официјална посета на Македонија, ќе го даде овој предлог на пресконференција на која присуствува и тогашниот премиер Љупчо Георгиевски. Предлогот веднаш најде на остро негодување во домашната јавност. 2001 година. Република Македонија. Меѓународната кризна група ќе го даде овој предлог кусо по потпишувањето на Охридскиот рамковен договор. На прв поглед, ова е уставното име на Македонија, но не е преведено на англиски јазик, туку е само запишано со латиница. Со ова би се избегнала блокадата на Грција, која сака да го има ексклузивитетот врз името Македонија, кој е преведено на англиски, се пишува и се изговара различно. 2005 година. Доаѓа првиот предлог на медијаторот Метју Нимиц, за кој тогашната македонска власт јавно ќе се изјасни дека е солидна основа за преговори. Но ВМРО ДПМНЕ го одбива, поради нејаснотиите околу именувањето на македонскиот народ и јазик. Официјална Атина веднаш ќе го отфрли, нарекувајќи го американска лукавост. Документот за прв пат ќе го обелодени екс-премиерот од СДСМ и поранешен претседател Бранко Црвенковски во 2012 година. Груевски или лаже, или ептен забора. Еве го предлогот, ништо од тоа што кажа не е точно. Тој предлог од 2005 година што нудеше? 3 години Македонија се вика Република Македонија без транскрипција на англиски јазик. После 3 години да се викаме Republic of Macedоnia, од тој момент до вечност. Значи уставното име да го имаме како држава. Во 2008 заедно со мене, ја и тој заедно прифативме кај пред Букуреш Република Македонија во заграда Скопје. Прифативме. Тоа што се обидува да се скрие. Прифативме Република Македонија во заграда Скопје. И тоа е за него прифатливо, а уставното име за меѓународна употреба демек бил лош предлог. Во 2008 година Метју Нимицки излезе со 5 предлози за името. Уставна Република Македонија, Демократска Република Македонија, Независна Република Македонија, Нова Република Македонија и Република Горна Македонија, кој ќе биде негов официјален предлог. Тајмингот е деликатен, непосредно пред самитот на НАТО за проширување, каде се разгледуваше примањето на држави од Западен Балкан. Овој предлог предизвика мини криза во грчкиот парламент поради протекување на доверливи информации кои беа објавени во грчките медиуми. 2008 година, Република Македонија во заграда Скопје. Ова е неофицијалниот предлог кој Нимицки им го даде на амбасадорите Димитров и Василакис за време на нивната средба во Виена. Медиумите пак објавија дека за овој предлог, но и предлозите Нова и Горна Македонија стои администрацијата на САД. 2008 година, Република Македонија во заграда Скопје. Ова е последниот официјален предлог на медијаторот Нимиц, кој наместо во неговата канцеларија, на двата преговарачки тима им го презентираше во седиштето на Обединетите нации. Инаку, ова е истиот предлог, кој во 1993 година го даде медијаторот Робин Онил. Грција веднаш го одби овој предлог со образложение дека е далеко од целите кои сака да ги оствари, додека македонската страна соопшти дека властите ќе го оформат и соопшта својот став. Но тоа не се случи пред самитот на НАТО во Букурешт, поради различните мислења на претседателот Црвенковски и премиерот Груевски. 2008 година, Република Скопје во заграда Македонија. Ова е последниот предлог на грчката страна, кој беше соопштен лично од премиерот Костас Караманлис за време на НАТО самитот во Букурешт. Македонската делегација го одби, оценувајќи го како несоодветен. Креативноста во предлозите одела и многу подалеку.
Така барем покажаа дел од опозицијските бомби од прислушуваните разговори, а кои се однесуваат токму на разговорите за името. Сега мучкаме што да правиме. Па сакав и тебе да те чујам. Нашиот вика дали додиме со 5 република. Аха. Што спорта би било? Ова да речеме долу горе, знаеш ти работи. Аха. Ако е со горе, што викаш? Тоа нека се проба. Да речем сега од сите лоши варијанти, ова може. Ја мислам дека е ризично тоа да појде кај нас после, ама И тоа беше фактографскиот преглед, избор на дел од една навистина содржања книга Прашањето со името Грција и Македонија на професор Чкарич и група своевремено студенти, сега веќе професори, меѓу нив и господинот Докмановиќ, во која има навистина содржаен хронолошки приказ на сите случувања поврзани со прашањето со името. Завршен круг, господине Николски, би го почел од вас. Слушнавме многу познати дипломати, освен Нимиц, многу, ајде да ги наречеме, пријатели или кумови, многу предлози и по толку години со се што содржи времената спогодба, ние сме пак лед во место. Што проектирате во следниот период? Ќе продолжиме да бидеме во истата ситуација уште подолго време, бидејќи мислам дека нема влада во држава кој ќе прифати прекрстување на државата, бидејќи мислам дека сите сватија дека е во прашање идентитетот на народот. Сетава бура околу името на државата има една единствена цел да го промени идентитетот на народот и ако тоа не го разбираме, мислам дека губиме време сите. И се ќе ви спомнам нешто од последниот интервју за 360 на Нимиц, кој го праша новинарот многу бистро, али идентитетот го ставите во вашите пакети. Они че знаете, ние зборуваме за држави, Обединените нации не зборуваат за етнички идентитети и слично и така натака, што мислам чиста измама, бидејќи во суштината на тоа се сведува, а и самиот го потврди тоа. Вели, знаете, во Обединените нации, кој ќе дојдете на ред да се реши тоа прашање, вели, има прво вика, за Америка вика USA, значи Соединените американски држави, главен град Вашингтон, националност, тоа и државјанство смисол, американско. Франција вика Париз, француз. Значи во Македонија новото, кој ќе да не дај Боже се прекрстиме, ќе биде ново име, ќе видиме како ќе ни дадат, не дај Боже, главен град Скопје, националност од горна, северна, јужна и така натака. Со други зборови и официјално Обединените нации, тоа го кажа Нимиц во најнов интервју, ние де факто го менуваме идентитетот на овој народ и тоа е крајот на приказната. Влегуваме во теорија на нација и државјанство, што е сосема друга емисија и сосема различна. На тоа се сведува. Господин Докмановиќ. Јас мислам дека нашата држава нема време за губење. Треба да направиме една синергија на сите ресурси што ни стојат на располагање и да се зафатиме директно со предизвикот кој е пред нас. Ќе се навратам на анегдотата што го прашале Добрица Чосич дали Македонија... Не е анегдота, тоа е факт. Па добро, нека е факт. Тоа е најдобра, тоа може би испадна и дека е добра приказната, бидејќи треба да извлечеме поуката од таа приказна, бидејќи прогнозите што имав можност да ги видам во врска со дисолуцијата на Југославија, најголемото крвопролевање се очекуваше да биде во Македонија, а сепак Македонија се осамостои без ниту еден испукан куршум, со исклучок на војниците кои што загинаа на туѓите боишта, и тоа е поуката која треба да извлечеме од таа приказна. Дека треба да се свртиме самите кон себе, да видиме кои се најпаметните и најобразованите им, да им дадеме шанса да го затворат ова прашање во интерес на новите генерации, бидејќи сите треба да гледаме во иднината, да мислиме на нашите
деца, бидејќи Македонија нема да има иднина надвор од ЕУ и НАТО интеграцијата. Господине Гајдов, многу прозорци на можности, како што велат странските дипломати. Слушнавме дел од историјата, но еве кратка проекција за она што може да следува. Влада дојде со позитивен став, има позитивна енергија и ќе ги попречи сите овие бабароги што го плашат народот, дека некој ќе му земе името, ќе му земе идентитетот, бидејќи тоа е единствена платформа на која се водат шарлатаните и демагозите, затоа што така наречената заробена држава во која бевме 11 години се раствара. И мислам дека луѓето сега, кој што рече младиот професор, ќе имаат повеќе шанса да проговорат, јавно да проговорат и на јавна сцена да се види сите заблуди и басни што ги пробива луѓето од бившиот режим. Ве благодарам на сите што вечерва бевте мои гости. Почитувани, тоа беше се во топ тема на ваша страна за вечерва. Во редовното дебатно издание утре со вас е Александар Чомовски.